Орце Георгиевски е новиот градоначалник на Скопје. Амар Мециновиќ задоволен од резултатите. Пресврт во Кичево и Бравеница добиваат нова локална власт. Јас сум Александра Вуксановиќ, гледате вести на Слободен печат. ВМРО ДПМН има 54 градоначалници, вреди 9, СДСМ 8, нај 5, а знам Демократска партија на турците и Унија на ромите по 1. Две општини ќе ги водат независни кандидати. Во 4 општини Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Ростуше вчера немаше гласање поради недоволниот одзив на гласачи во првиот круг. Таму ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена од објавувањето на конечните резултати од локалните избори 2025. Ова се 8 локални избори во државата, а 4 на кои граѓаните избираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и градот Скопје. На нив учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 независни кандидатури. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски објави голема победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН на локалните избори. Голема победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Ако некој се сомневаше, народот покажа меѓу другото дека Македонија е повторно твоја. Ви благодарам, мој народе. Ова е заедничка победа. Ова е победа на вербата, надежта, копнежот за иднина. Ова е победа на напатениот народ, неговите соништа за кои се бориме, неговите надежи и нашата заедничка татковина. Орце Георгиевски, кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е новиот градоначалник на Скопје. Тој го победи против кандидатот од Левица Амар Мециновиќ со освоени над 95.000 гласови. Георгиевски, кој досега беше градоначалник на општината Кисалавода, ја освои поддршката на граѓаните во сите скопски општини, освен во Центар, каде што Мециновиќ освои околу 850 гласови повеќе. Георгиевски помина под триумфалната порта во Скопје и порача дека неговиот мандат ќе биде за работа и за дела, а не за изговори. Тој уште еднаш го повтори ветувањето од кампањата, дека Скопје ќе го исчисти за 72 часа. Најави дека чистењето ќе почне уште неделава, кога ќе ја преземе градоначалничката функција. Новиот градоначалник на град Скопје, Орце Георгиевски, му упати порака на својот против кандидат Амар Мециновиќ од Левица по завршувањето на вториот круг од локалните избори. Амар Мециновиќ е поразен, жестоко поразен. Добро освои двојно и како ги коментирате вашите ниски напади кон него за неговиот родител? Кој ниски напади? Па на дуелот. Во дуелот? Да, Кој за неговиот спомена прв во дуелот? Добро, ама и вие го злоупотребивте неговиот Што родител. сум злоупотребил? Само соодветно беше одговорено на човек кој што ја лажеше целата македонска јавност дека е дете на стечеци, дека е високо образован. Никој не го спори образованието. Јас ги почитувам сите луѓе во државата, но тој ја лажеше целата македонска јавност дека има факултета, нема. Може да замислите што ќе се случи со таков човек како поголема власт му даде народот, но народот во Скопје е многу мудар и многу мудро пресуди. Така што јас препорачувам на мојот опонент да го загрее столчето, да го заврши факултетот, за да не мора да лаже во јавноста, да се реформираат како политичка партија, а за ниските удари мислам дека јавноста во Македонија е свесна апсолутно од која страна беа нанесени за кого. Јас себе да навлезам малку и во детали, мене детето ми беше споменувано од истите ти. Јас никогаш на никого лично прв не сум возвратил на таков начин. Никогаш. Добро, возвратите Така што, вие дури повеќе. Јас мислам дека бев многу коректен во таа дебата и тоа граѓаните денеска со гласањето го оценија така.
Кандидатот за градоначалник на град Скопје од партијата Левица Амар Мециновиќ изрази задоволство од резултатите во вториот круг на локалните избори. Тој истакна дека добил речиси 60.000 гласови, што е двојно повеќе од резултатот во првиот круг. Според податоците од Државната изборна комисија, Мециновиќ освои 59.178 гласа. Во изминатите 2 месеци постигнавме нешто што не можевме ни да замислиме пред 2 месеци. Во создавањето на ова движење, кое веќе го имаме низ улиците на Скопје, во овие 60.000 луѓе кои се одважија да изберат нашата опција, го имаме огледалото за иднината на Скопје. Скопје се разбуди и Скопје одлучи дека може да се гласа и да се избере поинаку. Затоа јас сум неизмерно благодарен на сите наши активисти во изминатите 2 месеци кои беа на улиците, кои агитираа помеѓу нашите сограѓани и кои помагаа на нашата кампања. Уште од самиот почеток на кампањата целта ни беше преку јасни пораки и човечки пристап да воведеме нова политичка култура на комуникација, на надеж и на убава енергија. Тоа успеавме да го направиме, еве сме, тука сме, успеавме да ја пробудиме енергијата во град Скопје. Ова е пирова победа на режимот, рече лидерот на Левица Димитар Апасиев, кој порача дека на овие локални избори ВМРО ДПМН стагнирале, а Левица ја дуплирале поддршката. Според него, Левица на овие избори остварила значаен напредок и порача дека се прва партија во центарот на Карпош и урбаниот дел на аеродром. Мециновиќ го нарече ново лице на Левица. Ова е пирова победа на режимот. Јас како председател на Левица ова вечер ќе упатам честитки само до кандидатите во Кичево и во Брвеница. Тоа значи дека нашата македонска платформа дава резултати доколку се обединиме. За разлика од нив, сетете се што и направија на Јована од Струга. Ако треба да опишам во еден збор како помина вториот круг, тоа е ВМРО стагнира, Левица дуплира. Браво! Освоено плюс 3.500 гласа, што е само 3% зголемување, додека Амар од Чаир има освоено плюс 30.500 гласа. Опозицијските тенденции веќе се престројуваат позади Левица. Од втора партија на ниво на цело Скопје, вечерва обзнанувам дека сме прва партија, дури и пред ВМРО ДПМН во центар, во Карпош и во урбаниот дел од аеродром. Не поднесувам оставка, туку партијата ќе се консолидира, изјави лидерот на СДСМ Венко Филипче. Филипче потврди дека подпредседателката Ана Чупеска си поднела оставка и дека соработката со неа ќе продолжи во некоја друга форма. Им честитам на сите градоначалници од сите политички партии. Мора да информирам дека во изминатите 2 недели, во вториот круг на изборите, се вршеше огромен притисок на сите кандидати на СДСМ во овие 17 општини, каде што влеговме во вториот круг. Не се бираа ниту средства, не се бираа ниту методи, и тоа само говори дека се соочуваме повторно со истата деструктивна власт на ВМРО ДПМН како во минатото, која што практично ги злоупотребува сите институции кои што им се под контрола. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патоказ за СДСМ, секако јасен патоказ и за мене како председател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски, и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период.
Крај на ерата на Ахмети, Дуј е избришана од политичката карта. Време е за нова визија во албанската политика. Порача Вреди. Со еден глас албанците го запечатија крајот на ерата на Ахмети, соопшти коалицијата Вреди. Изборите што ги нарекоа референдум завршија како политички суд против оние што го држеа албанскиот народ како заложник 23 години со лаги и со измами. Граѓаните јасно проговорија дека времето на манипулаторите е завршено, потенцираат од партијата. По вториот круг од локалните избори, лидерот на Дуј Али Ахмети изјави дека НАИ ги добила гласовите на народот и на општините со над 23.000 гласови, сметајќи ја оваа победа за морален и политички мандат да се продолжи со работата пообедената, подисциплинирана и попосветена на граѓаните. Тој додаде дека партијата ќе се фокусира на зајакнување на своите структури и подобрување на управувањето со локалната политика, со цел поефикасно представување и подобри услуги за заедниците низ целата земја. Кандидатот за градоначалник на Кичево на ВМРО-ДПМН Александар Јовановски, качен на прозор, славеше победа на локалните избори. И лидерот на владеачката партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски вчера вечер замина за Кичево, каде ја прослави победата на својата партија во Кичево, каде што нивниот кандидат Јовановски во вториот изборен круг го победи Фатмир Дехари од Националната алијанса за интеграција. Јовановски освои повеќе од 14.000 гласови, околу 2.000 повеќе од својот противник. Белград се претвори во воена зона, приведени 37 лица. Поранешниот српски кошаркар и активист Владимир Штимац беше уапсен синоќа во Белград. Од снимките објавени на социјалните мрежи се гледа дека Штимац е уапсен пред зградата на радиотелевизија на Србија. Српското министерство за внатрешни работи објави дека привело 37 лица кои, како што велат, учествувале во нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување инциденти пред зградата на парламентот во Белград. Појаснија и дека трагаат по други сторители на истите дела. Трета ноќ поред над белгиската воена база летаат непознати дронови. Белгиските власти истражуваат серија мистериозни прелети на дронови над неколку воени бази и аеродроми, што повторно го отвори прашањето за европската безбедност и идејата за зид од дронови долж источната граница на континентот. Белгискиот министер за одбрана Тео Франкен потврди дека е отворена истрага за координиран напад, велејќи дека ова не било случаен прелет, туку јасна мисија насочена кон базата. Земјотрес со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала го потресе северен Авганистан. Повеќе од 20 лица загинале во покрајните Саманган и Балх, објави Министерството за здравство. Околу 320 лица се повредени. Ова е прелиминарна проценка. Земјотресот бил почувствуван дури до главниот град Кабул, на околу 300 километри оддалеченост. Нафтата поевтинува. Стабилни цени до крајот на годината. Цените на нафтата на светските берзи минатата недела забележаа благ пат, губејќи дел од добивките остварени неделата пред тоа, поради бавниот економски раст на најголемите светски економии и зголемената понуда на пазарот. На лондонската берза цената на барел сурова нафта се намали за 1,3%, достигнувајќи $65,07, додека на американскиот пазар барелот поевтини за 1% на $60,88. Египет викендов свечано го отвори големиот египетски музеј во Гиза со спектакуларна церемонија што го осветли небото над пирамидите. Настанот беше проследен со огномети, лазерски светла и музички настапи, а на сцената настапија национални и меѓународни уметници. Во големиот египетски музеј се изложени над 50.000 артефакти, меѓу кои и целосната колекција на Тутанкамон. Повеќе од 5.000 предмети што за прв пат се прикажуваат во целост. Меѓу највпечатливите експонати се и колосалната статуа на фараонот Рамзес II, што ги пречекува посетителите во влезниот Артиум, како и дрвениот брод Хуфу, кој бил ископан во близина на големата пирамида. На отворањето присуствуваа 79 странски делегации, меѓу кои 39 предводени од кралеви, принцови, председатели и премиери од различни земји.
Гледавте вести на Слободен печат, благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.